Застани. Не може да влезеш. Добро бе, авионот треба да се прегледа. Јас не знам. Ти знаеш ли бе тоа? Не. Авионов, викам, авионов, дојди малце понавака, дојди. Авионов треба да се прегледа, Немати, ајде. Оставете ме, бе. Ќе станам сам. Добро, смирено. Добро, никој нека не пука. Брзо, вози! Ерхан, земи го ова! Брзо излечи го! Ерхан! Шеро. Издржи лаву, ќе те спасам. Ќе се спасим. Прости ми. Немој да ми умреш. Прости ми за секара. Шеро, немој да ми умреш. Шеро, не ми умирај. Шеро, стани. Бате, мора веднаш да излеземе. Наскоро цела ција има да биде овде. Добро, ајде. Детето умре поради нас. Ајде, бате, кара. Ајде, побрзо. Треба да излеземе. Ајде, брзо. Брзо. Добро ли е состојбата, докторе? Раната е лоша. Потребно е време за да заздрави. Нема потреба за здравување. Доволно е да биде жив. Ајде, дојди со мене. Полека. Благодарам, ама бате му треба доктор. Абе, хеј, побараја Гаја, нека дојде. Побараја, синко. Не е време за инатиње. Гаје, Повели. во Бејкос дојди. Ќе те земам од плоштадот.
Ага, кој тебе те извести? Обвинителката. Таа од каде дознала? Како може да знае, бато? Очигледно Инджи кажала. Братот не е меѓу нас, ама неговите две сенки не спасија. Дозволете ми. Имам погреб. Сакаш ли помош? Благодарам. Не ми треба. Господине, во врска за мој мати. Дојди вам. Господине, за мој мати. Остави го сега ме мати. Најди ми го овој човек. Разбирам, господине. Бато, јас треба да одам да се видам со старците. Нешто во врска со шефот. Абдухи, до сега не видовме никаква корист од тие старци. Луѓето за малку ќе не реша, не интервенира. Бате, добро тогаш, да одам да ги искарам. Нека е со помин. Фала. Благодарение на тебе помина. Добра ли е состојбата на Ерхан? Добра. Неха не му е ништо. Има ли нешто ново за братот? Се уште исчезнат. Никаква трага нема. Нема ништо значајно. Ама на неколку милји од местото на настанот најдовме потонат брод. Што ако пропаднал тој брод? Едно од телата на вработените е најдено на брегот. Ги убиле сите на бродот, а потоа го потонале бродот. Како се викаш овој човек? Капитане! Капитане! Капитане, ти ли си? Дали ме слушаш? Многу се трудевме да ве спасиме вас и вашето бебе и успеавме во тоа. Вашата состојба е сосема добра. Можеби нема да можеме да ве спасиме по трет пат. Вашиот сопруг ве затвори овде за да ве заштити. Ве молам, не обидувајте се повторно. Како е?
Состојбата му е добра, не грижете се. Фала ти, Господе. Добро, тогаш јас одам. Да те испратам до колата. Благодарам, мемати. Сега 2 пати ми борчиш, обвинителки. Третиот пат ќе ти наплатам за сите 3. Само најдете го полот. Ќе платам за се што должам. Ако дознаете нешто, ќе ми јавите, нели? Секако знајке, обвинителке. Господа, полата Алемдар е исчезнат. Очигледно така ќе биде уште долго време. Дали одлучивте вие што ќе правите? Ќе го најдеме полат Алемдар. Нема што да одлучуваме. Мемати, јас мојот човек го закопав и дојдов. Вие не го закопајте го во срцата. Друг избор немате. Ако братот е жив, и јас ќе го најдам. Но, ако не е, повторно ќе го најдам. Прво ќе го закопам, потоа ќе им се одмаздам. Ама ќе го најдам. Полат Алемдар доби мисија од државата. Таа мисија е поважна и од тебе и од мене. И од Полат Алемдар самиот е поважна, бидејќи се работи за опстанок на државата и нацијата. Што е, Кара? Ти се нудиш за мисијата? Ќе премолчам за ова непочитување, само затоа што ја почитувам твојата тага. Да беше во друго време, некој друг човек да беше, ке ги голтнеше тие зборови. Доста со таа кавга. Јас не знам ни за држава, ни за нација. Не ми интересира. Јас државата ја запознав со Полат Алемдар. Во државата верував благодарение на него. Ако Полат Алемдар не постои, за мене не постои ништо. Абдулеј, мемати не го знам, ама тебе се гледа зашто те обучиле. Полат што би сакал да направиш, тоа направи го. Насочи се кон тоа. Джахид, Ерхан ти го оставам тебе. Не грижи се. Нека ви е со помен, пријателу господин Шамир. Како што не израдува губитокот на Џозеф, така не израдува и твоето спасување. Се спасивме со помош на молитвите од пријателите. Во чии раце паднала Турција? Ова треба да го сопрете, господи. Види, брату Шамир, минатата година прошетав 70 општини и сретнав 350 несреќи. Бев дел од приближно 500 конференции. Примив 17.000 граѓани и ги изслушав нивните проблеми. Зарем ова го сторив за себе? Го сторив за државата, за народот, за територијата, за мирот, за спокојот. Треба да сторите уште нешто, господине. Ако нашите држави повторно станат сојузници, на фотелјата што ја напушти Полат Алемдар, треба да седне некој што ќе соработува и со нас, и со вас, така ли? Во вашиот ум имате истрошен човек. Турската држава тешко ќе го прифати. Господине, вие секогаш сте на мисија во натешките времиња на оваа држава. Верувам дека ќе го решите и проблемот со Мета.